Грција е голем губитник доколку не се реши проблемот со примена на ЕС системот. На прагот од новата туристичка сезона, јужниот сосед најави нови пакет мерки за побрз проток на патници и возила на граничните премини Евзони кон Македонија. Освен грчките губитници во оваа ситуација се и македонските туристички работници, агенциите, превозниците, нашите собственици на апартмани и хотели во оваа земја, но и оние кои за летната сезона таму планираат да работат. Од разговорите што ги имаме со грчките власти, се планира малку да биде полабав системот. Значи на одредени термини нема да важи сликањето и отисоците од прстите. Предпоставуваат и властите дека тој период кој што е најфреквентниот помеѓу 9 часот и до 12 часот попладне би бил периодот кога би бил пофлексибилен. Според Грчкото Министерство за внатрешни работи, новите мерки предвидуваат дополнително заекнување на информатичките системи за побрзо спроведување на контролите, како и можност за изградба на привремени технички решенија за олеснување на сообраќајот на границите. Во насока на решавање на овој проблем, вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски изјави: Работиме на овој и други проблеми, но како држава не сакаме од ова да правиме јавна представа. Освен Македонија, засегнати се и други држави. За разлика од нив, нашата реакција е тивка дипломатија. Изјави Николовски, насочувајќи дека на проблемот се работи без многу светло. Од друга страна, министерот за заштита на граѓаните на Грција Михалис Хрисохоидис изјави дека Грција мора целосно да ја спроведе европската регулатива за ЕС системот, бидејќи на тоа инсистира Европската комисија. Хрисохидис потврди дека добил поплаќи од неговите колеги од Македонија и Србија поради долгите чекања на границите, додавајќи дека проблемот е комбинација од сложена биометриска процедура и застарената инфраструктура на грчките гранични премини.